Изедначениот број советници во Струмичкиот совет може да ја блокира работата на општината. Двете политички коалиции на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ имаат по 11 советници откако 12-тиот стана заменик на поранишниот градоначалник Зоран Заев. Секретарот на општината вели дека станува збор за ретка, но и специфична ситуација, која доколку не се донесат важните акти за општината во следниот период, како на пример завршната сметка за буџетот од минатата година, може да доведе до целосна парализа на работата на општината, но и распуштање на советот. Реално се поставува прашањето дали советот во натамошниот период ќе може нормално да функционира. Јас се надевам дека советниците ќе ги надминат своите политички обидувања и дека ќе работат во рамките на она за што се избрани во интерес на граѓаните. Сепак се тие представници на граѓаните и тоа што е интерес за сите граѓани на општина Струмица, тоа така и треба да постапуваат и во советот на општина Струмица. Парталов вели дека работата на општината во овој период до локалните избори зависи од добрата волја, но и совеста на советниците. Во тој случај советот сам ќе се распушти доколку не ја донесе ова завршна сметка. И тука веќе опишано е во законот дека за сето тоа се известува Министерството за локална самоуправа, кое што преку ја известува понатаму владата и кое што го констатира и распуштањето, односно престанокот со работа на советот на општина Струмица. Значи, тоа треба да го знаат граѓаните, дека доколку не се надминат и не ги донесат овие акти, може да дојде дури до распуштање на советот на општина Струмица. Токму истиот број советници ги подгреа амбициите на партиите, што резултираше со трансфер на советникот од ВМРО Народна во ВМРО-ДПМНЕ, кој траеше помалку од 24 часа. Од неделата попладне до понеделник предпладне, ВМРО-ДПМНЕ го имаше мнозинството во Струмичкиот совет и поднесе иницијатива за свикување итна седница и назначување на вд градоначалник, потенцирајќи дека ја добиле локалната власт во Струмица. Вчера сепак советникот Витанов се предомисли и си даде оставка во неговата партија, тврдејќи дека е изманипулиран.